Добро вечер, почитувани жители на општина Аеродром. Добро вечер, почитуван градоначалник на град Скопје. Добро вечер, Аеродром. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонија. Со огромна чест и задоволство ја прифатив кандидатурата за трет мандат. Изминатите 8 години можевте да се уверите дека јас сум човек кој секогаш остава реализираните проекти да говорат за мојот успех како градоначалник. Среќен сум и благодарен што изворедниот тим од луѓе кои работат со мене изминатите години, тим со кој завршивме многу заеднички работи. Донесовме промени, реализиравме над 500 проекти, создадовме основи за усовршување на условите за квалитетен живот. На повеќе од 70.000 жители на години, тим со кој завршивме многу заеднички работи. Донесовме промени, реализиравме над 500 проекти, создадовме основи за усовршување на условите за квалитетен живот. На повеќе од 70.000 жители на и тоа во Ново Лисиче за 250 дечиња, нов објект во рамките на градинката Изворче за 250 дечиња, Црвенкапа за 250 дечиња и двете градинки во Стар Аеродром, во Реонски центар Аеродром за 120 дечиња и во Долно Лисиче за над 100 дечиња. За прв пат во историјата на Аеродром ќе изградиме и средно училиште гимназија, а ќе ја продолжиме и традицијата за бесплатни униформи за сите ученици во сите основни училишта на територијата на општина Аеродром. Не ги забораваме и децата со пречки во развој. Од буџетот на општината ќе финансираме изградба на дневен центар за деца со посебни потреби, кои ќе добијат дополнителна нега, помош и рехабилитација, а секако тоа ќе значи потпора и за нивните родители. Ќе изградиме нов зелен парк позади зградата на Фудбалската федерација покрај кеот на Вардар. На површина од 10 хектари ќе создадеме нова зелена оаза со голем број садници, пешачки патеки и детски игралишта. Во срцето на Горно Лисиче, жителите на нашата општина ќе добијат место за релаксација наменето за сите генерации. Драги мои, општина Аеродром веќе неколку години ја следи епитетот спортска престолнина. И тоа не е случајно, туку плод на интензивна работа, надминување на огромни пречки од минатото и многу вложувања во спортот. Само некој што е способен безкомпромисно да лаже ќе рече тоа не е така. Овозможивме спортистите да работат во идеални услови, изградивме спортски сали, спортски игралишта за младите, спортскиот центар од светска класа Јане Сандански и спортскиот центар Ново Лисиче. Во иднина продолжуваме со изградба на прв затворен базен со ватерполо димензии, современ фитнес центар во Ново Лисиче и спортски тениски центар. Нашиот аеродром ќе добие уште едно место каде ќе доаѓаат познати светски имиња. Тоа ќе го зголеми нашиот углед како спортска општина и што е најважно, ќе ги мотивираме децата и младите да се посветат на некој од спортовите. Почитувани, јас сум жител на оваа општина, тука ги растам и моите деца. Предизвиците со кои се соочувате вие и вашите семејства се истите оние со кои што се соочувам јас и моето семејство. Не сум сигурен дека и мојот политички опонент го живее нашето заедничко секојдневие последните 30 и повеќе години. Инаку ќе знаеше дека и ние сме првите, дека ние сме првите и единствените кои се зафатија со решавање на нашите
најтешки проблеми за кои инстант решенија не постојат, затоа што доколку постоја, ние веќе ќе ги имавме реализирано. Не знам кому служи обидот да се намали значењето на изградбата на преубавите паркови. Сето тоа зеленило, преку 50.000 нови садници, кои на долг рок и те како ќе донесат огромен бенефит за сите граѓани. Срамно и недостоинствено е да се манипулира со граѓаните, наместо да се понудат реални решенија и конкретни проекти. Наш приоритет остануваат чистотата и најголемите инвестиции во зеленилото, кои општината може да ги сервисира, изградба на нови и реконструкција на веќе постојните улици, булевари, пешачки и велосипедски патеки. Ќе продолжиме со проектот за обнова на сите дотраени и оштетени фасади. Ова се само мал дел од проектите и работата што во иднина не чека. Почитувани граѓани, и покрај водењето политика исполнета само со гнев и омраза, празни обвинувања за непостоечки криминали, малограѓански понижувања, СДС се соочува со уште еден изборен неуспех. Мислеа дека ќе се откажеме, ќе ја промениме насоката, ќе го напуштиме својот пат. Оваа борба не направи само посилни, затоа што делата што ги оставаме се бесмртни. Делата се резултат на несебично вложување и макотрпна работа, секогаш работа. На 15 октомври гласајте за бројот 13 и можеби уште поважно, заокружете го бројот 13 и предсоветничката листа на ВМРО ДПМН, предводена од доктор Виктор Камиловски, и дајте им ветер во едрата на новите проекти на новата ера на аеродром. Затоа што аеродром мора да оди напред и тоа никој не може да го запре. Заедно сплотени за општина Аеродром, за градот Скопје, за Македонија. Да сте живи и здрави и во недела заедно да славиме голема победа. Благодарам.